А што ако вистинскиот милионер во малото, нели, воопшто не оној тип со новото Порше и дизајнерски очила, туку човекот кој вози 10 години стара Тојота, купува облека на распродажби и секоја сабота сам си ја коси тревата? Да, стварно звучи како целосна спротивност на се што гледаме на социјалните мрежи. Ама податоците велат дека токму тоа е суровата математичка реалност. Точно, и ова целосно ја менува перспективата. Модерната култура на покажување статус неверојатно ме потсетува на театарска представа. На сцената се свети, се изгледа луксузно, актерите носат скапи костуми, но ако се зирне зад завесите, повеќето од тие актери се всушност финансиски целосно исцрпени. Апсолутно да. Под огромен стрес се и одвај врзуваат крај со крај само за да ја одржат таа илузија пред публиката. Денешната длабинска анализа има токму таква мисија – да ги тргне тие завеси. И тоа е многу важна мисија, искрено. Да, се потпираме на едно монументално дело, книгата «Милионерот во соседството» од доктор Томас Џ. Стенли и доктор Вилијам Данко. Значи, зборуваме за резултати од 20-годишно истражување и над 500 длабински интервјуа. И искрено, едва и чекам да разглобиме зошто вистинското богатство е најчесто невидливо. Сега, за да го разбереме тоа, мора веднаш да расчистиме една фундаментална заблуда која општеството ни ја наметнува секојдневно. Богатството не е еквивалент на приходот. Значи, високата плата не значи автоматски и богатство. Аха, тоа е клучната разлика. Токму така. Богатството е исклучиво она што се задржува и начинот на кој тоа се зголемува низ времето. Мислам, ако некој заработува $1.000.000 годишно и троши $1.000.000 годишно, тој не е богат. Тој само живее луксузно на рап на банкрот. Да, буквално на еден месец од катастрофа. И тука доаѓа шокантниот податок од истражувањето. Дури 80 до 85% од милионерите се прва генерација богаташи. Чекај, стварно? Значи не се наследници на некакви огромни империи или трустови? Јас бев убедена дека повеќето наследуваат. Апсолутно не. Најголемиот дел од нив самите го создале своето богатство од нула. И тоа најчесто преку собственост на мали, не толку гламурозни предпријатија. Интересно. Да. Авторите на книгата одат и чекор понатаму и воведуваат една брилјантна математичка формула за да пресметаат кој навистина е на добар пат. Формулата е, можем да кажам, генијално едноставна. Ајде да ја чуеме. Се земаат годините на возраст, се множат со годишниот приход пред оданочување и тој број се дели со 10. Резултатот е очекуваното нето богатство што едно лице би требало да го поседува. Океј, чекај да го ставиме ова во контекст за да биде појасно. Например, ако некој има 40 години и заработува, да речеме, €50.000 годишно. Така. Значи, 40 по 50.000 е 2 милиони, поделено со 10, тоа се €200.000. Значи, тој 40 годишник би требало да има €200.000 во нето богатство, нели, заштеда, инвестиции, исплатен имот, само за да биде просечен според формулата. Токму така, и врз основа на таа формула, истражувачите ги делат луѓето во две главни групи. Првата група се ИАБ, односно извонредни акумулатори на богатство. Океј. А од другата страна се САБ, односно слаби акумулатори на богатство. Извонредните акумулатори имаат најмалку двојно повеќе богатство од она што математички се очекува за нивната возраст и приход. А слабите веројатно се под просекот. Да, слабите акумулатори пак имаат помалку од половина од тоа што се очекува. И тука е клучниот парадокс. Разликата меѓу овие две групи многу ретко лежи во високина на платата. Значи, воопшто не е до тоа колку вода тече од славината. Луѓето од групата на слаби акумулатори се буквално како кофа полна со дупки. Да, одлична аналогија. Едноставно не е важно колку многу приход си истура внатре секој месец, бидејќи дупките не се затворени, трошоците не се контролираат. Но се прашувам, зошто луѓето доброволно ја дупчат собствената кофа? Па, тоа е психологија. Да, мислам дека одговорот лежи во тоа што трошењето е видливо, а штедењето е невидливо. Нели кога некој ќе купи скап автомобил, целото мајло го гледа тоа.
А кога некој ќе префрли пари на инвестициска снетка, никој не аплаудира. Тоа е апсолутна точна диагноза. Општеството не тренира да го мериме успехот преку потрошувачка, а извонредните акумулатори на богатство успеваат токму бидејќи целосно ја игнорираат таа игра на покажување статус. Според истражувањето, тие живеат според два железни принципи. Првиот е живење значително под сопствените можности, а вториот е цврсто верување дека финансиската независност е далеку поважна од социјалниот статус. Тука морам да ја споменам она урнебесна ситуација од изворите, бидејќи совршено го отсликува тој менталитет. Јас навистина се изнасмеав. Мислиш на фокус групата со милионерите? Да. Значи, авторите на книгата организирале фокус група, на која поканиле декамилионери, односно луѓе со нето богатство над 10 милиони долари. И организаторите биле во паника, сакале се да биде совршено за оваа елита. Нормално, очекувале дека тие луѓе бараат само луксус. Токмо така. Нарачале најскапо бордо вино, некој неверојатно скап кавијар, гурмански паштети, мислејќи дека тоа е секојдневието на овие луѓе. Сцената е навистина комична кога ќе се замисли резултатот. Тотално. Настанот завршува, а организаторите гледаат дека најскапото вино и кавијарот се речиси недопрени. Еден од овие мултимилионери дури и пришол и побарал обично пиво, Budweiser. Да, не сакал вино. А од друга страна, најобичните крекери и сендвичи биле изедени до последната трошка. Организаторите се чуделе, ама ова е случност длабока психолошка студија. Овие луѓе не конзумираат престиж за да импресионираат некого. Точно. Ако сакаат пиво, ќе пијаат пиво. Не чувствуваат потреба да глумат некаква аристократија само затоа што имаат пари. И тоа се пресликува на секој аспект од нивниот живот. Статистиката од книгата го потврдува тоа дури на ниво на секојдневни предмети. Половина од анкетираните милионери изјавиле дека никогаш не платиле повеќе од $235 за рачен часовник. Не зезе само $230? Да, не носат часовници кои чинат колку еден стан. Понатаму автомобилите. Тие разбират дека возилото е само алатка за транспорт, нели, а не статус символ. Најчесто споменувани брендови во гаражите на милионерите биле Ford, Toyota, Chevrolet. Тие ја бараат функционалноста и доверливоста, а не логото на хаубата. Ако размислиме, ова е директна одбрана од веројатно најопасниот феномен на модерното време, а тоа е инфлацијата на животниот стил. Дефинитивно. Тоа е стапица во која речиси сите паѓаат. Некој добива покачување од 300 евра на платата и наместо тие пари да ги инвестира, човекот веднаш изнајмува поскап стан, зема понов автомобил на рати и почнува да купува поскапа облека. И парите веднаш испаруваат. Точно. Мене тоа ми е како трчање на лента која постојано забрзува. Се вложува се повеќе напор во кариерата, се заработува повеќе, но финансиски индивидуата стои во истата точка, бидејќи трошоците растат паралелно со приходот. Инфлацијата на животниот стил гарантира дека лицето за секогаш ќе остане зависно од следната плата, без разлика колку е таа голема. Од друга страна, извонредните акумулатори, кога ќе добијат покачувања, тие не го менуваат стилот на живот. Разликата автоматски оди во градење на капиталот. Добро, сега. Ако не се по бутици за да купуваат ролекси и не одат по салони за нови автомобили, каде точно оди нивното време и каде одат нивните пари? Каква е таа механика за нивниот успех? Времето е нивниот највреден ресурс и тие го насочуваат кон планирање. Истражувањето покажува дека просечниот милионер поминува околу 100 часа годишно, директно планирајќи ги своите финансии, инвестиции и буџет. Чекај малку, 100 часа годишно? Тоа е грубо пресметано нешто помалку од 2 часа неделно. Искрено, луѓето трошат повеќе од 2 часа неделно скролајќи низ социјалните мрежи и расправајќи се со странци во коментари. Да, за жал е така. А овие луѓе со тие 2 часа градат и одржуваат финансиска независност? Да,
Ама види, тоа се 2 часа интензивен фокус. Анализа на тоа каде отишле парите претходниот месец, истражување на нови инвестициски можности, ревидирање на даночните обврски. А кога станува збор за тоа каде одат нивните пари, постојат неколку ригидни правила кои тие ги следат. За автомобилите веќе споменавме кои марки ги возат. Да, ама уште поважно е како ги купуваат. Исклучително ретко купуваат нов автомобил директно од салон. Затоа што губи вредност веднаш. Токму така, логиката е чиста математика. Нов автомобил губи меѓу 20 и 30% од вредноста во моментот кога ќе го извози од паркингот на салонот. Зошто некој би прифатил таква финансиска загуба? Има смисла. Наместо тоа, милионерите најчесто купуваат автомобили стари 3 до 4 години. Добиваат речиси исто толку квалитетно возило, но некој друг веќе го платил тој драстичен пад на вредноста. Добро, автомобилите се јасни. А што е со недвижнините? Сигурно тука се расфрлаат. Нели секој сака огромна вила? Изненадувачки не. Имаат едно златно правило за живеалиштето кое строго го почитуваат. Хипотеката, односно кредитот за куќа, никогаш не смеа да биде поголема од двојниот износ на вкупниот годишен приход на домаќинството. Ова е многу специфично правило. Значи, ако семејството заработува 50.000 евра годишно, максималниот кредит што би го зеле е 100.000 евра. Точно. Банката можеби ќе им понуди и 250.000 евра, тврдејќи дека се кредитоспособни, но тие одбиваат да станат робови на собствениот дом. Тие ја контролираат ситуацијата, не банката. Ова е навистина неверојатно дисциплиниран пристап. А изворите што ги анализираме споменуваат 2 конкретни профили на луѓе кои совршено го илустрираат ова. Да, Џон и Тини. Точно. Едниот е Џон. Значи, Џон е 71 годишен пензиониран наставник. Целиот свој работен век го поминал во училница. Никогаш немал огромна менаџерска плата, никогаш не работел на Wall Street. Обичен човек. Сосема обичен. Тој вози автомобил стар 25 години, живее во истата скромна куќа повеќе од 40 години, но бидејќи секој месец издвојувал дел од платата и го инвестирал, моќта на сложената камата низ децениите го направила своето. Џон денес има портфолио од над $1 милион и поголемиот дел од времето го поминува патувајќи низ светот како комплетно слободен човек. Да, приказната на Џон е доказ дека конзистентноста победува. А вториот профил кој се споменува е Тини. И тој представува еден друг пат кон богатството, предприемништвото, но она не гламурозното. Здодевните бизниси, нели? Да, авторите забележуваат дека милионерите ретко се основачи на некакви футуристички и технолошки стартапи. Нивните бизниси се обични – заварување, земјоделство, контрола на штетници. Нешто што секогаш им треба на луѓето. Точно. Тини, например, на 23 години се вратил да живее во подрумот на своите родители, целосно без пари. Позајмил $3,000 од баба му. И забележал дека лизинг компаниите имаат проблем со препродажба на автомобилите кои им се враќале, па почнал да работи како посредник на провизија. Преку ден продавал автомобили, а навечер одел на часови за да учи финансии. Почнал од нула, наоѓајќи решение за здодевен проблем, а денес е собственик на повеќе автосалони. Ама чекај сега. Морам да прашам нешто тука. Читајќи го сет ова за Џон и Тини, јас искрено си помислив која е поентата на парите ако не уживаш во нив сега, во овој момент. Па... Не, сериозно. Возење автомобил стар 25 години, константно планирање буџети, штедење на секој чекор, искрено на многу ми на ова им звучи како живот во мизерија и константен стрес од одрекување, а не како некаков успех. Зар не е целта на животот малку и да се опушти човек? Знаеш, тоа е апсолутно најчестата реакција кога луѓето првпат ќе се сретнат со овие податоци. Од страна изгледа како вистински мазохизам. Па да, така изгледа. Но психологијата зад ова покажува дека ефектот е диаметрално спротивен. Она што овие луѓе го купуваат со своето штедење не е мизерија, туку апсолутен мир. Мир? Во која смисла? Значи да се има заштеда, која ги покрива животните трошоци за следните 6 месеци или година дена, дури и при губење на работата или некаков здравствен проблем, тоа обезбедува драстично намалување на секој дневниот стрес.
Тие луѓе не се будат во паника како ќе ја платат ратата за кредитот. Аха, јасно. Не се работи за скратување од задоволствата, туку за многу свесен избор. Избор на долгорочна сигурност и целосна контрола над сопственото време, наместо минливото задоволство од мирисот на нов автомобил. Добро, значи се работи за целосна промена на перспективата. Наместо прашањето што си скратувам денес, тие се фокусираат на каква слобода си купувам за утре. Ова стварно има совршена логика. Да, штом ќе го сватиш така, се менува. Но, еве уште една дилема. Што се случува кога овие толку дисциплинирани луѓе, кои поминале низ сито и решето за да изградат богатство, ќе добијат деца? Мислам, логично е да сакаат да им го олеснат животот. Нели, да не се мачат децата како нив. И тука доаѓаме до веројатно најконтроверзното откритие во целата оваа книга. Да, тоа е принципот број 5, кој ги разоткрива опасностите од така наречената економска амбулантна нега. Тоа име звучи толку клинички. Што точно значи? Станува збор за ситуација кога богатите родители континуирано им даваат значителни финансиски средства на своите веќе возрастни, работоспособни деца. Мотивот е јасен, родителите не сакаат нивните деца да се мачат, како што се мачеле тие самите. Ама статистиките се фрапантни. Над 46% од анкетираните милионери изјавиле дека им даваат подароци од најмалку $15,000 годишно на своите деца. Околу 61% признале дека им простиле, односно им избришале финансиски долгови, а 59% им дале огромни суми за купување куќа. Па тоа звучи како идеално семејство. Мислам, кој не би сакал таков старт во животот? Сите би сакале таква помош. Така изгледа на прв поглед. Проблемот е што резултатот од ваквото спасување е катастрофален за децата. Податоците недвосмислено покажуваат една сурова вистина. Колку повеќе економска помош добиваат децата, толку помалку богатство акумулираат самите. Затоа што не научиле како да го заработат? Токму така. Постојаната финансиска инјекција ги тренира да го конзумираат новцот, а не да го создаваат или инвестираат. Наспроти тоа, повеќе од 2/3 од самите тие милионери, кои го создале богатството, никогаш не добиле никакви економски субвенции од своите родители. Ова ми е класична аналогија со одењето во теретана. Замислете родител кој гледа дека на детето му е тешко да крева тегови, па му вели: "Остави ги теговите, јас ќе ги кревам наместо тебе за да не се мачиш." Да, одличен пример. И родителот ги крева теговите секој ден, а очекува дека мускулите на детето некако магично ќе пораснат. Па тоа е биолошки невозможно. На ист начин е невозможно да се изгради финансиски мускул и дисциплина без соочување со некаков отпор. Апсолутно. Преку отстранување на финансиската борба, родителите, колку и да имаат добри намери, тие всушност ја ампутираат финансиската самостојност кај своите деца. Тоа е таа болна вистина. Највредното нешто што еден родител може да го пренесе не е готовина, туку трансфер на вредности, работна етика и вештини кои ќе му овозможат на детето самото да создаде вредност. Значи, ако треба да подвлечеме црта од сета оваа анализа досега, јасно е дека богатството не е резултат на лотарија, не е некаква мистична среќа, ниту пак доаѓа како гаранција со директорска позиција. Тоа е математички резултат на конзистентни и, да бидеме искрени, прилично здодевни навики. Да, здодевни, но ефективни. И ако сакаме да излечеме 3 универзални практични чекори, кои секој може да ги примени уште денес, тие се кристално јасни врз основа на истражувањето. Кои се тие 3 чекори? Прво, детално планирање на буџетот со фиксна цел заштеде на 15 до 20% од месечниот приход, без разлика колкав е тој приход. Второ, целосна автоматизација на процесот. Тоа значи парите сами да се префрлаат на штедна. Да, точно. Во моментот кога платата ќе легне на сметка, тој процент автоматски да се префрли на штедна или инвестициска сметка. Тоа е оној познат принцип платете си прво на себе си. Парите што веднаш исчезнуваат од тековната сметка не можат да бидат потрошени на некакви импулзивни купувања. Аха. И трето, редовно инвестирање. Дури и да се работи за символични суми на почетокот, времето е најголемиот сојузник.
Сложената камата е таа што го прави експоненцијалниот раст на капиталот низ годините. Значи, способноста да се живее под собствените можности е дефинитивно ултимативната супермоќ во ова наше време на тотален хиперконзумеризам. Додека билбордите и екраните ни врескаат секоја секунда да купиме повеќе и да трошиме повеќе, овие скромни навики се единствениот вистински штит. Штит кој те чува. И тој штит води кон апсолутна контрола над сопствениот живот и време. Но, еве, пред да завршиме, има една мисла која мене некако не ми дава мир, откако ги поминавме изворите. Ајде, баш да слушнам. Значи, ако навистина богатството се гради вака, доколку утре сите луѓе одеднаш би почнале стрикно да ги применуваат овие навики на извонредниот акумулатор. Ако сите престанат да купуваат нови автомобили, ако никој повеќе не зема потрошувачки кредити, ако целосно го игнорираме луксузот и почнеме масовно да штедиме, дали нашата модерна економија би доживала колапс? Тоа е сериозно прашање. Навистина, дали може би целиот овој глобален систем е внимателно дизајниран токму со таа цел, да ја задржи огромната маса на луѓе во категоријата на слаби акумулатори на богатство, под константен притисок постојано да трошат, само за да можат тркалата на економијата непрекинато да се вртат? Фасцинантен агол, навистина. Прашање кое го оставаме отворено за размислување, додека следниот пат не дзирнеме повторно зад некоја нова завеса.